Започнува светот денес натера. Еве ги настаните на денот. Инцидент на трибините под Тумбекапе, неколку мина повредени, еден потешко. На трибините ривали, но душмани никогаш. Територијалната поделба во Албанија ги загрижи македонците. Поевтин огрев за сите. Вчера попладне инцидент на стадионот под Тумбекафе. Експлодираше шок бомба на трибината кај навивачката група Комити, во момент кога се судрија со полицијата. Повредените беа пренесени на клиниката во Битола, најтешко повредениот уште синоќа беше пренесен на клиниките во Скопје. Маја Богоевска. Денеска никој не се ни сеќава на резултатот од вчерашниот надпревар Пелистер Вардар. Инцидентот засени се што беше претходно и играта и полниот стадион и навивачката атмосфера. Гостинските навивачи пристигнаа кон средината на првиот дел, а пристигнаа со неколку автобуси и големо обезбедување. Се сместија на помалата трибина под Тумбекафе. Се беше добро до последната минута на надпреварот. Пукна шок бомба. Еден навивач од Комитите тешко повреди раката, а беа повредени уште неколку. Тешко повредениот навивач итно беше префрлен со амбулантно возило во Битолската болница, а беа повредени уште десетина. Катастрофа, сами видовте дека дечкото остана без рака, значи топовскиот удар му пукна во рака, не знам што да кажам. Се надевам дека што помогу такви работи да има во Македонија. И за се игра фудбал, знаете, сам вака ги некој сака човек и со дете да дојде на надпревар на вака не е во можност, меѓутоа му посакувам брз опоравок на навијачот и на другите повредени да биде се во најдобар ред. Десетината повредени навивачи беа однесени на клиничката болница во Битола. Во клиничката болница Битола се донесени 8 пациенти повредени во надпреварот Вардар Пелистер. Значи вкупно 8, од кои тројца се веднаш однесени на оделението за ортопедија и травматологија. Едниот од нив е со тешки телесни повреди, повреда на лева шака, на лева рака, значи, и по негово барање тој ќе биде транспортиран во Скопје и веќе транспортот е во тек. Двајцата што се однесени на ортопедија се со полесни телесни повреди, тие се соодветно згрижени и пуштени на домашно лекување. Тројцата се од Скопје што се однесени на ортопедија. Исто така, двајца пациенти се однесени на одделот за хирургија. Нивната состојба дополнително ќе биде утврдена, здравствената состојба, затоа што во тек се диагностички процедури, снимања, рентген снимања и слично. И дополнително ќе можеме да зборуваме за степенот на нивните повреди. Тројца пациенти се однесени на одделот за неурохирургија, тие се соодветно згрижени со полесни телесни повреди и се пуштени на домашно лекување. Она што е актуелно на социјалните мрежи е и надминувањето на ривалството. Битолчани им помогнале на повредените да стигнат до болница, пренесувајќи ги со сопствените автомобили. Еве го сега и видеоматеријалот од моментот непосредно пред експлозијата.
На пресконференција во Битола се огласи полицијата за синоќешниот инцидент. Најавија кривични пријави за неколкумина учесници во инцидентот. На 3.8.2014 година на градскиот стадион Поттумбе кафе во Битола за време на одржувањето на фудбалскиот надпревар помеѓу екипите на фудбалскиот клуб Пелистер од Битола и екипата на фудбалскиот клуб Вардар од Скопје беше регистрирано нарушување на јавниот ред и мир. Настанот се случи околу 90-та минута, односно 2 минути пред крајот на надпреварот, кога се слушна силна експлозија во трибината каде била сместена навивачката група Комити. Согласно досегашната пракса, при вакви надпревари, за да не дојде до судир меѓу две навивачки групи, на гостинските навивачи им било укажано први да го напуштат стадионот. Откако одбиле доброволно да ја напуштат трибината, 10 минути пред завршување на надпреварот, била издадена устна наредба за потиснување на навивачката група Комити од страна на полициски службеници со штитови. Во еден момент се слушна силна детонација на експлозивна направа, која била активирана од страна на еден од навивачите, пошто настанал метеж и биле повредени повеќе лица. Од навивачката група Комити со повреди се здобиле 8 лица, од кои едно лице се здобило со тешки телесни повреди, а 7 останати лица се здобиле со полесни телесни повреди. За време на вршењето на службената задача повредени се и 4 полициски службеници. Повредените биле примени во клиничкиот центар доктор Трифун Пановски од Битола, каде им е укажана хитна медицинска помош. Секторот за внатрешни работи од Битола изврши увид на местото на настанот, каде е подигнат материјал кој ќе биде обезбеден на понатамошно вештачење во Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Од страна на секторот за внатрешни работи Битола превземени се потребните мерки и активности и во консултација со јавното обвинителство издиференцирани се 7 кривично правни настани, од кои за 4 ќе бидат поднесени кривични пријави за сторено кривично дело напад на службено лице при вршење на службено работа на безбедност, една кривична пријава за сторено кривично дело предизвикување општа опасност, додека за останатите 3 кривично правни настани секторот за внатрешни работи ги превзема потребните мерки и активности за откривање на сторителите. На трибина секогаш ривали, но никогаш душмани. Вака уште синоќа се огласија од навивачката група Чкембари. Денеска за битолските медиуми зборуваа и за безбедноста на надпреварите. Видете, аз ќе почнем со една реченица: на трибини секогаш ривали, но душмани никогаш. Се случи еден немил инцидент, јас повеќе би ја нарекол трагедија. Припадници на навивачката група Комити при експлозија на шок бомба беа повредени, при што еден потешко и сами видовте. Ние како членови на навивачката група Чкембари се трчавме, поможивме, бевме до болница, ги посетивме, храна, пијалок за некој што беше потребен, со превозни средства ги однесовме до таму, значи се солидаризиравме со нив и пред се сакам овде јавно да му потам поддршка и што побрзо да се опорават и да се вратат онаму каде што ни е местото на трибина. Сега дали имало пропуст или немало, може да разговараме колку сакаме, меѓутоа сакам да напоменам дека пред се видовте први кои дојдоа да поминат беа навивачите. Значи навивачите никош не биле, ниту ќе бидат хулигани, туку се обични граѓани кои си го сакаат и бодрат својот клуб и видовте во едни вакви услови покрај голем, огромно ривалство ние истрчавме први да дадеме помош. Студент на докторски студии на Факултетот за безбедност, конкретно заинтересиран и подлабоко би рекол ја проучувам токму оваа проблематика, односно обезбедувањето на спортски надпревари, би рекол и спречувањето на насилство, на појава на немили настани како што беше овој вчерашниот во Битол. Оно што можам како свој личен став да го кажам, меѓутоа и со голем број на другари би рекол што го дискутиравме во изминатото деноноќе, би рекол дека од организацијска смисла надпреварот апсолутно потврли. Меѓутоа денес слушам одредени шпекулации дека цела вина се префрла на фудбалскиот клуб Пелистер, што без разлика што сум навивач на Пелистер, значи не би рекол дека фудбалскиот клуб Пелистер е целосен виновник за ова и единствен. Бидејќи ако се вратите малку наназад, пред само 3 до 4 дена, може и недела дена, Фудбалската федерација на Македонија, односно нивните стручни лица што се задолжени токму за оваа проблематика, рекоа дека стадионот во Битола не исполнува услови за одигрување на праволигашки надпревар. Посебно не за пак за дерби надпревар како што е Пелистер и Вардар. Меѓутоа 3 дена потоа, односно 3 дена пред почетокот на надпреварот, се менува драстична ситуацијата и најнаш стадионот во Битола исполни секакви услови, па макар и безбедност.
Секторот за внатрешни работи Битола поднесе кривична пријава против АН, 29 години од Битола, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавениот откако неовластено набавил наркотична друга марихуана, истата ја препакувал во повеќе најлонски хартиени кеси и на 31 јули на лице од Битола му продало едно пакување за износ од 200 денари, додека преостанатата количина од 8 грама од страна на полициските службеници при извршен претрес во домот на пријавениот е пронајдена и одземена. Дали треба да има повеќе сообраќајни контроли по улиците во Битола? Ова беше минато неделното анкетно прашање на веб-порталот tera.mk. Еве ги вашите одговори. Не се многу потребни, сметаат 45%. Да, особено во вечерните часови, сметаат 32%. Треба да има повремено, сметаат 23%. На tera.mk го имате новото анкетно прашање, посетете го и гласајте. А еве што ќе гледате во приложение. Територијалната поделба во Албанија ги загрижи македонците. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Министерството за внатрешни работи објави дека за инцидентот на фудбалскиот надпревар меѓу Пелистер и Вардар ќе бидат поднесени 4 кривични пријави за инволвираните. Според извори на Прес 24, лекарите успеале да му ја спасат ланката на најтешко ранетиот највач на Вардар, тој е згрижен и опериран во клиниката во Скопје, ампутирани му се 2 прста, палецот и показалецот. Навивачот во моментот се наоѓа во добра општа состојба. Пратениците во Собранието на Република Македонија веќе се на 3-неделен годишен одмор. На 22 август е закажана наредната собраниска седница. Либериската влада денеска нареди телата на лицата починати од ебола да бидат кремирани, бидејќи постои голема опасност смртоносната болест да се прошири доколку телата бидат погребани во населените области. Светските лидери ја одбележаа 100 годишнината од почетокот на Првата светска војна, предупредувајќи дека останале бројни ненаучени лекции, имајќи ги предвид бројните актуелни кризи, особено на во Украина. Спасувачки работници во градот Газа велат дека во израелски воздушен напад на бегалски камп бе убиено 8-годишно девојче и ранети 30 лица. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали спортските настани стануваат небезбедни места? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Новата цена на буковото огревно дрво со попуст од 10% е 2134 денари за метар кубен, а цената за лица корисници на социјална парична помош со 15% попуст е 2015 денари. Во пресрет на грејната сезона, владата преку јавното претпријатие Македонски шуми ја намали и цената на огревното дрво за 15%. Поевтино огревно дрво ќе има и за сите останати граѓани. Покрај поевтинувањето на огревното дрво, од почетокот на месецов пониска цена има и парното грејење. Претседателот на владата Никола Груевски истакна дека им излегле во пресрет на граѓаните со поевтинувањето на огревното дрво. Владата одлучи повторно да им излезе во пресрет на посиромашните граѓани на социјално ранливите групи ја намали цената на буковото огревно дрво. За луѓето кои живеат во градови можеби тоа не значи ништо и е беззначајна мерка за нив, но за оние што се греат на дрво и живеат во порурални места, а некои од нив и во градови, знам дека ќе им значи многу, рече премиерот. Инаку новата цена на буковото огревно дрво со попуст од 10% е 2133 денари за метар кубен, а цената за лица корисници на социјална помош со 15% попуст е 2015 денари. Овие цени важат за купување во складовите на јавното претпријатие Македонски шуми. Парламентот не ги зеде предвид барањата на македонците и го донесе новиот закон за територијална реформа на штета на македонската заедница во Албанија, оставајќи ја само општина Пустец, а ги укина општините во Голо Брдо и во Гора.
Лавината реакции по усвојувањето на законот за територијална поделба на Албанија не стивнуваат. Протестите на жителите од повеќе општини продолжуваат со блокирање национални патни правци. Реакциите не стивнуваат и од представниците на македонското и на грчкото малцинство, а против законот се и опозицијските демократи, како и националистичката црно-црвена алијанса. За жал, политиката на ова и на претходните влади кон македонското и кон другите малцинства во Албанија е продолжение на политиката од комунистичкиот период, а тоа е политика на континуирано негирање и дискриминација. Во комунистичкиот период ние се признававме само во општина Пустец и сега само тука не оставија во посебна општина, а во Голо Бредо и во Гора, каде што живеат голем број македонци, продолжуваат да не признаваат. Го пренесува ставот на Македонската алијанса за европска интеграција и генералниот секретар Васил Стериовски за тиранската телевизија Ора Њуз. Токму на оваа тема горе во Трново на ден Илинден и градоначалникот на Пустец зборуваше. Борбата за остварување на правата на македонците надвор од Република Македонија нема да престани и ние ќе продолжиме за остварување целосно на сите права. Иако денес, за жал, ќе кажеме дека уште ние македонците во Албанија, во Булгарија, во Грција уште сме обесправени, уште се бориме за основни човекови права, уште се бориме да бидеме признати во нашите места каде што живееме, да можеме да го изучиме нашиот мајчин македонски јазик, да можеме да славиме со нашата култура, со нашиот фолклор, со нашите традиции, каде сме таму. На почеток македонците ја поддржале територијалната реформа, но побара од владата општините каде што живее доминантно македонско население да не се укинуваат, да не се укинува општина Пустец, а трите општини во Голо Бредо и двете општини во Гора да се обединат и да се формираат општините Голо Бредо и Гора. Ние македонците сме производ на толеранција и мир каде се наоѓаме. Туку во Балкано толеранцијата не се вреднува. Напротив, тоа е потик за злоупотреба. Ние сме злоупотребени, потиснати и обесправени ке живееме заради тоа што ние сме миролюбив народ, ние сме толерантен народ. Тоа не значи дека ние ќе се повлечиме за борбата наша за остварување на нашите права. Парламентот не ги зел предвид барањата на македонците и го донесе новиот закон за територијална реформа на штета на македонската заедница во Албанија, оставајќи ја само општина Пустец, а ги укина општините во Голо Бредо и во Гора. Иако музеиците били изработени за Македониумот во Крушево, никако не стигнале таму. Доживеале само една изложба во Прилепа, потоа заборавени и препуштени на забот на времето чмаат во селското двориште во Новаци. Сега интерес пројави локалната власт. Градоначалникот Котевски го поздрави неговото дело и вети дека општината ќе работи на поголема промоција и валоризација на неговото дело во интерес на развојот на алтернативниот туризам. Не знаевме дека имаме еден ваков способен уметник, анонимен и уникатен. Општината ќе се труди да го валоризира неговиот труд и да ги обединиме сите ракотворци, рече градоначалникот Котевски. Пензионерот Борис Илиовски, кој на младост завршил Ликовна академија во Белград, работел како наставник по прилепските села, но сега деновите ги брои во родното Новаци, окупиран со своето хоби. Скромниот ликовен творец деновите најчесто ги минува во дворот, окупиран со спомените од младоста, а мозаиците се тука и се уште траат пред забот на времето, стрпливо чекајќи ја својата втора шанса. По втор пат во Битола се одржа ликовната колонија Нижеполе. Балканот се собра под еден кров, творејќи, дружејќи се разменуваа искуства за да ги урнат сите бариери на нечовештвото. Битфест е причината што во Битола уште еднаш се случи ликовната колонија Нижеполе, место каде освен љубов, човечност и уметност, друго нема. На некој начин, ево, по втор пат, ова ликовна колонија влегува во програмата и ми е многу, искрено да кажем, се радувам, ми е многу мило и драго што сепак после многу години добивам една навистина поддршка која ево човек кој едноставно цел живот го посветил на уметноста, многу ми значи мене. Балканот во мало се собра на Пелистер за да го овековечи она што природата го создала. And it's the first time that I participate in this meeting with artists in name Colonia.
За прв пат учествувам на оваа средба на уметници наречена Колонија. Многу е интересно да се биде овде со нови, но и познати уметници од Србија, Бугарија и останати од Балкан. И ќе имаме супер дружење во ателјето. Работиме од утро до вечер, па пиеме кафе, разговараме и работиме за да имаме напредок. И природата също е великолепна, просто аз не знаех, че има толкова. Природата се што нуди е многу убаво. Не очекував толку природа во овој регион. И ова што сега го работам е инспирација од она што го гледам наоколу. Не пејсажот пренесен однадвор тука на платното, туку внатрешната инспирација која јас ја чувствувам од пејсажот. Зеленото, просторот, небото, панорамата. Тоа е основата што ме води за да го насликам ова. И старо и младо се споило за како што велат енергијата и мудроста да станат едно. Тука колониеве ни представуваат една добра атмосфера за запознавање со младите уметници, со постарите, да не живееме само на енциклопедии на книги, да ги читаме само имињата, туку навистина да се запознаеме со нив, да ги осознаеме како уметници, како луѓе. Размена на искуства, разговор за тековните случања во уметноста и во културата, значи едно прекрасно и незаменливо искуство за нас. И секако воодушевуваме секого кој стапнал на наше тло. Велат фасцинантен град со многу зад себе. Ових амбасадора, тоа био Град на амбасадори и град кој дури кога ни Белград, ни Скопје немале таков прозив, таква култура. Вие навистина имате голема причина да сте горди што сте жители на овој град, кој е убав, околината е убава, луѓето се гостопримливи, многу личат на србите. Становници тог града. Битола е дивна, околина е дивна, луѓе су гостопримливи, добри, многу личи на Србе. Грција, Бугарија, Србија, Македонија заедно под еден покрив творат и рушат бариери. Ние не сме ништо подоле од другите сликари. Можете да ги забележите кои ќе имаме завршни изложби, нели? Дали биле руски, дали бугарски, дали српски, хрватски, сето тоа. Така да грчки, посебно ми е драго што има и грци. Имам прекрасен Никола Грк, кој што слика као човек е фантастичен. Од Бугарија, од Србија има луѓе, така да знаете што некогаш имате искуство, не преземате работи, него самите разговори се убави кои што ги разменуваме. Така да на некој начин и градите некоја друга дипломатија. Човештвото е во главата. Се дружиме и се сакаме на некој начин. И моje лично мислење е дека еве сега бев и во Вевчани, имавме тројца Грци. Ако сакам да потенцирам сега, веќе е точно проблем, нели? И навистина менјате кај луѓето мислењето за вас. Преку уметноста. И преку уметноста, нормално. И гледате како човекот, и луѓето не се оптеретени со тие работи. И гледате дека сите сме луѓе исти, ствари хумани, или си хуман, или си болен со сите оние работи што ги имаат болните луѓе. Во тој смисол така. Дружењето, разговорите за овие луѓе кои себе се нарекуваат искрени деца е мотив и до година да ни дојдат во Битола. Се известуваат граѓаните на подрачјето на општина Ресен дека во деновите 6 и 7 август оваа година екипи на Центарот за јавно здравје Битола ќе спроведуваат втората фаза од терористичката одземја дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 20 часот со апаратура за улова ладно за прашување поставено на пикап возило со предходница од друго возило означено со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во градското подрачје и периферијата на градот. Се молат пчеларите и пчеларските здруженија да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, ветер, дожд, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Еве што донесува светот. Брод во Бангладеш потона со 250 патници. И за други вести од светот, по кусата пауза, останете со нас. Концертот на Драган Даутовски квинтет за затварање новогодинешното издание на Илинденски денови. Маријан Неќак ја воодушеви хрватската јавност со музиката за представата Погреб во Терезинбург.
изложба на фотографии, акорди на светлината. Најмалку 376 жртви во вчерашниот земјотрес во Кина. Спасувачките екипи во југозападна Кина се обидуваат да пронајдат преживеани подурнатините од земјотресот кој вчера го погоди тој регион. Досега се евидентирани најмалку 400 загинати и над 1800 повредени. Силниот дожд и оштетените патишта го оневозможуваат испраќањето на тешка техника во погодените региони како и на неопходната помош. Државните медиуми јавија дека над 12.000 објекти биле урнати, а околу 30.000 оштетени. Израелскиот министер за надворешни работи Авигдор Либерман предложи денеска Обединетите нации наместо исламистичкото движење Хамас да ја преземат контролата врз палестинската енклава појасот Газа веднаш штом престанат непријателствата. Неколку мандати доделени на Обединетите нации не би биле лоши, затоа вреди да се размисли за можноста управувањето со појасот Газа да им се довери на Обединетите нации. Во никој случај не отфрлам таа можност, изјави шефот на израелската дипломатија Авигдор Либерман на седницата на парламентарната комисија за одбрана и надворешна политика. Либерман, кој е претседател на партијата Исраел Бејтенју, нашиот дом Израел, се смета за еден од така наречените јастреби во владата на премиерот Бенјамин Нетањаху, кои што досега се заземаа за повторна окупација на појасот Газа за да се уништи Хамас, исламистичкото движење кое од 2007 година ја презеде целосната контрола врз палестинската енклава. Како што информира израелското воено радио, за предлогот на шефот на дипломатијата засега не реагира потесниот безбедносно-политички кабинет на Нетањаху. Либерија ќе ги кремира телата на починатите од ебола. Либериската влада денеска нареди телата на лицата починати од ебола да бидат кремирани, бидејќи постои голема опасност смртоносната болест да се прошири доколку телата бидат погребани на гробишта. Министерот за информирање на Либерија Луис Браун преку државното радио денеска соопшти дека властите ќе ги кремираат посмртните останки на луѓето кои починале од смртоносниот вирус. Владата донесе ваква одлука откако изминатиот викенд дојде до протести кога здравствени работници се обиделе да погребаат повеќе од 20 жртви на ебола на гробиштата во главниот град Монровија. За воспоставување ред и за да може да се извршат погребите била ангажирана и полицијата. Западна Африка минува низ најголемата епидемија на ебола досега со најмалку 729 починати лица. Траект со околу 250 патници денеска се преврти во реката Падма во дистриктот Муншидандж, околу 30 км југозападно од главниот град на Бангладеш, Дака. Според шефот на администрацијата на дистриктот Мохамед Саифул Хасан Бадал, 100 патници се спасени, а дека се уште нема информации за бројот на жртвите на местото на несреќата се спасувачки екипи и припадници на армијата. Поголемиот број на патници се враќале во своите домови од прославата на празникот Еид ал-Фитр, која се одбележува на крајот на празнувањето на Бајрам. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп.
Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани, овде е крајот на вечерашното издание на Светот денес на Тера. Останете со нашата програма.